Почитувани, владата соопшти дека акционерските друштва во Република Македонија, што исполнуваат одредени критериуми, ќе имаат законска обврска да котираат на македонската берза на хартија од вредност. Го ставаме настрана тоа што овој став на владата е паушален, недефиниран, практично на ниво на желба, без разработени критериуми за кого ќе важи законската обврска. Сериозна влада не би излегла во јавност со предлог што не е целосно обмислен. Она што е поважно е дека со ваквото оведување на законска обврска, фирми и банки да мора да котираат на македонската берза, владата на премиерот Груевски уште еднаш ја потврди својата ментална матрица, која вели: нема тука сакаш неќеш. Владата вели мораш да котираш на берза. Ете вака, владата ја замислува и подразбира пазарната економија. Слушнавме објаснување дека преку котирањето на берза на фирмите и на банките ќе им биде полесно да дојдат до пари кога тоа ќе им биде потребно. Да се разбереме, никој не им забрануваше и досега на банките и на фирмите да котираат на македонската берза, ако тие тоа го сакаат. Впрочем, зошто владата за 6 години не успеа да го убеди во тоа колку е добро да се котира на берза, например еден македонски Телеком, каде што владата е малцински акционер, но има представници во бордот на директори. Но тоа е филозофијата на владата на премиерот Груевски. Ако не оди со Арно, тогаш на ѓон. Видовме како владата со закон ги натера приватните пензиски фондови да си направат финансиска штета, заради која повеќе од 300.000 идни пензионери ќе имаат пониски пензии. Видовме како фирми на кои владата им должеше пари за извршени работи, во наводници доброволно, се согласија владата да им плаќа на рати во подолг временски период. Конечно, кога еден ден можеби никој веќе нема да сака да купува државни хартии од вредност, затоа што владата на премиерот Груевски е ризичен должник, кој ги крие долговите и не плаќа на време, ќе создаде ли владата законска обврска да мора да се купуваат државни хартии од вредност? Почитувани, за да навистина заживее македонската берза на хартии од вредност, неопходно е фирмите и банките сами да сакаат да котираат на берзата, за да дојдат до повеќе капитал и тој капитал да биде поевтин. За да се случи тоа, потребни се најмалку две работи. Прво, треба да се зголеми побарувачката за хартии од вредност, што некоја банка или фирма ќе ги продава на берзата. За да се зголеми побарувачката, треба да се мотивираат оние што би купувале на берзата. Затоа, уште од пред година и половина, СДСМ уште во својата изборна програма предвиде да се укине данокот на капитална добивка. Со укинат данок на капитална добивка, побарувачката за хартии од вредност ќе се зголеми и фирмите ќе можат полесно да дојдат до поевтин капитал за своето работење. Втората суштинска работа, што треба да се случи за вистинско заживување на македонската берза, е таа да стане дел од поголема регионална берза. Во тој случај, фирмите на берзата ќе можат да дојдат до поголем капитал, а ќе има и повеќе потенцијални купувачи на хартии од вредност, издадени од фирми и банки од Република Македонија.